Здраво дечки! Денешното видео е за оние YouTube видеа со киндер јајца или со играчки во пластелин, кои немаат поента, но во кои малите деца можат да гледаат со часови. Вакви видеа на YouTube има многу милиони, YouTube каналите кои објавуваат вакви видеа имаат милиони претплатници и милиарди прегледи. Кој толку ги гледа овие безсмислени видеа? Малите деца. А зошто? Ваквите видеа без скрупули се прават за да остварат профит преку автоматизирани реклами, а само нуспојава е тоа што им покажуваат безсмислена содржина на деца. Содржината која се прикажува нема цел, не е едукативна, ниту на било кој начин корисна. Лесно би му здодеала на било кој возрасен или на поголемо дете, но врз мозокот на многу мало дете влијае исто како опојна дрога. Активностите се повторуваат, што е многу интересно за бебиња и мали деца. Се разоткрива нешто во интервал кој е доволно краток за да се задржи детското внимание, што во мозокот предизвикува мала доза на допамин со секое ново откривање и заради тоа ги држи децата приковани за екранот во исчекување. За тоа време, видеото си ја исполнува минутажата на гледаност или ги прикажува автоматизираните реклами и заработува за творецот на видеото. Според писателот Джеймс Бридл, чиј TED говор и есеј ве охрабрувам да ги погледнете на линковите во описот на ова видео, за да дознаете повеќе за оваа опасност за вашите најмили, според него ова е типична злоупотреба на деца. Тој нагласува дека овие видеа, чии наслови се само безсмислена низа на популарни термини, како Surprise Eggs, Peppa Pig, Disney, Fingersong, Nursery Rhymes, Play-Doh, Toys, Paw Patrol, Unboxing Toys и слично, најчесто заради автоматизираната функција Autoplay или заради светли бои и ликови од цртаните, ќе бидат пуштени пред детето кое е безпомошно, бидејќи нема капацитет да препознае неквалитетна, потенцијално штетна содржина, туку абсорбира се што е на екранот. Джеймс вели дека публиката за која се наменети овие видеа е самиот софтвер. Тие се оптимизирани да бидат пронаоѓани од софтверот и пуштани во предлози и во Autoplay, да бидат изгледани рекламите од кои нивните креатори заработуваат. Впечатоците кај малите деца кои ја остваруваат гледаноста се неважни во овој случај. Джеймс вели дека овие видеа се еквивалент на фейк ньюз за бебиња. Во кревкиот период во кој децата се развиваат, се што не им е корисно е штетно, бидејќи го завзема капацитетот во кој нешто што им е корисно би можело да се употреби. Заради овој принцип на децата не им даваме чоколадо непосредно пред ручекот, бидејќи шеќерот ќе го изгаси апетитот и разновидната храна што е корисна за нив ќе остане неизедена. Се разбираме, нели? Си велам, ние сме генерација израсната со неограничено време пред телевизор, па еве ништо не ни фали, но телевизиските програми од нашето детство не се ни оддалеку толку комерцијално ориентирани, ниту автоматизирани во таргетирање за да би имале сличен ефект. Интернетот е моќна алатка, која го менува човештвото за многу нешта на подобро, но многу новитети создаваат прилика да бидат искористени во потесни цели и со повеќе нуспојави. Ова е една од нив. Ако не ви е сеедно дали чоколадата што детето ќе ја изеде има штетни состојки, дали вакцината што детето ќе ја прими има штетни влијанија, тогаш не треба да ви биде сеедно што детето со полно внимание секој ден гледа штетни видеа. Пишете подолу во коментар што мислите за оваа тема, за да останеме во контакт до наредното видео. Поздрав!